Добре дојдовте најхрабрите од Македонија. Ова што сега го гледаме е ситница, а тоа што беше и што почна, тоа трае 100 години и повеќе, да го речеме 2000, од римско време кога почна најголемата империја во светот да се руши, да се ограбува и да се плячка. Тоа што денеска ни се случува, тоа е последица на грабежот, тоа е последица на последната земја која што треба да се ограби, да се уништи. Ако една Сирија со 20 милиони се направи пепел, не за нешто друго, најголемите златни резерви пари што требаше да ја сменат американската валута, се најдоа во терористички раце, во терористичка војска, во терористичка армија што тргна одовде обучувана. Това е продолжение на тоа што почна не 2001, туку тоа почна во 1912 година, систематски сите народи околу наоколу грабаат се што ќе можат. Денеска Македонија нема ни една своја банка. Денеска грците запоседнаја не само во нафтата, не само во земеделието, не само во коцкарниците, не само во се тоа што постоело како ресурси, тоа што постоело како национално и природно богатство на Македонија. Ако Ирак пропадна со 100 милиони заради нафтата, Македонија пропаѓа заради културата, заради духот, заради историјата, заради науката, дека светот почна писменост и обука и наука со Аристотеловите школи, со Филипа, со Александра. Јас напишав 40 книги со големи блокади, со исмевање на власта и на сите околу, али сама успеа благодарение на неколку на помош од пријателите на Македонија, како Жан Митрев, како и да не ги редам останалите. Тоа што го напишав е само дел и стално имам чувство дека треба уште многу да се пишува за да се разјасни вистинската состојба за Македонија. Се граба писмото, се граба историјата, се граба алшарот, тоа е сонце, што со создавањето на земјата, едно парче од сонцето паднало и се заробило во Кожув. Тоа е денеска најголемото светско богатство и може во мир да го обезбеди целиот свет со ефтина енергија. Меѓутоа, некој, ни народ, ни историја, ни јазик, ни писмо своје, ништо, ни интелигенција, ни луѓе, асовни, освен терористи, сакаат да грабнат се, грабнуваат каде што можат, ги грабнија, ги испоубија нашите бранители во 2001 година. Ги го подлажија македонскиот народ со 400.000 пред ова исто место, ги пикнаја во собрание. Таја вечер изгаснаја струја, све се подготвуваја 100 македонци. Веднаш беа префрлени и искашени. Во тој ден започна теророт на новите борци, на новите бранители, на интелектот, на представителите на македонската уметност, на македонската писменост, на македонската наука. Се тоа што го прават, сакаат да направат тотално уништување на Македонија, али тоа не можат да го сторат. Зашто? Добро. Да.
борба против Македонија. Почна со големо исмевање на тие терористи и на тие негови somисленици и соработници, што тука сега седат во собрание, ги затворија македонските научници, уметници, бранители. Бранителите ги деградираја. Али, пред 10 години почна голема хајка за антиквизација била македонската култура. А јас бев творец на тоа, на македонската култура од антиката до сега и на прашањата многу пати. Што мислите за тоа? Тој термин отиде до Брисел. Голема работа. Брисел и сите Болоња. Болоња 200 години покасно од Охрид направила универзитет. Кога Македонија ја просвети, Македонија му даде историја на цел свет, од Балтик, од Русија, се до Шпанија. Сите тие остатоци на племина кои што не се, фактички тоа е стариот народ, ирците, тоа се баските, тоа се каталонците, сите тие се сродни племина од антиката до денеска и постоа. Антиквизацијата, јас дадов одговор неколку пати. Тиквите се нивни, а антиката е наша и никој не може да ни ја земи. Никогаш. А Македониумот денеска е најјакото здружение, макар да сите непријатели работат и тоа интензивно со оценување на дел по дел од луѓето кои што го сакаат Македонијум, зашто тоа е иднината не на нашиот народ, на целиот свет. И тоа ќе се оствари. Македонија пак ќе биде тоа што било во антиката. Viva Makedonија! 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 Ги поздравувам сите присутни и сите што не смееле да дојдат, ниту да се појават дека се живи. Тие ја носат идејата за Македонија, за македонскиот устав, за македонското писмо, за македонската наука, за македонските книги и тие дојденци никогаш не можат да не надминат. Како дошле, треба така да бидат избркани до еден. Македонија без кожи! Ако немале црква, погледнете ги музеите во Бугарија, препълни се со артефактите од фашистичкото бугарско време, кога ја запалија Света Богородица, прво ги симнаја златните икони, симнаја се што имаше одрезба, отидоа во Охрид од архиепископијата, сите книги, сите евангелија, се тоа запленија и биле нивни. Еве ги и шиптариве, нема црква на сека. Само кај еден за последните 5 години оплячкаја се што постои во Македонија како црква по неколку пати. Се тоа од Мавро натаму, сите тие цркви стари, престари на најспособните џидари во светот што направиле цркви по цела Европа. Православието го закрепнале со иконостасите и се останало. Само кај еден во Албанија најдоја 1000 икони од Македонија со цели иконостаси. Тоа треба да ми се врати, а не тие го изложија во своите музеи. Тоа било автохтонно. Автохтонна нација за цел свет, тоа е Македонија, што му дала писмо, уметност, наука. Држејќи се ние за науката, ви поздравувам сите помлади кои што денеска
направија многу за македонската историја, писменост, за артефактите, за археологијата, колку што тоа не е направено дури ни 2000 години од римјаните до денеска. Ги поздравувам, тие што направија напор. Македонија! 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 Нас допрва ни престои борба за науката. Ние сега имаме безброј одушевените во Алепо, во Бејрут, од Сирија, од Египет, сето тоа што го имаме нашето тамо, разрушувајќи, тоа е тој нов поредок, тој е нов фашизам. Тргнува прво со рушење на уметноста, рушење на спомениците, рушење на книгите на писменоста. Сето тоа го прават, али денеска имаме луѓе кои што ден и ден изјавуваат на своите портали, ги сликаат сите мозаици, сите статуи, ги сликаат сите палати царски, откриени градови, од македонци градени, македонско, се тоа што Александар ги отвори очите со една нова технологија, со едно ново творештво, со една нова уметност и градби низ целиот свет, до Хималаите, до Индија и натаму. И сметам дека тоа истото ние треба да продолжиме, како што го направи Кирил и Методи, Климен со писмото низ Европа, ние и натамо со сите наши постоечки резерви и генерации, ако се ретки, ќе го направиме тоа како одговор на тероризмот, обогатување со култура на целиот свет. Живее Македонија!